Макароните и шпагетите ќе поевтинат за 15%, а млекото, белото сирење, кашкавалот, киселото млеко, павлаката и јогуртот за 10%. Владата донесе две одлуки за замрзнување на цените на тестенините и млечните производи, како и за укинување на царинските давачки и увоз на шпагети и макарони, кои слабо или воопшто не се произведуваат во земјава. Одлуките ќе важат од 16 март до 31 мај годинава. За жал, немаме домашно производство на макарони и вглавном сите макарони во нашиот пазар, македонскиот пазар, значи се увезуваат. Ако цената на макароните моментално во малопродажба е 49,3 денари, би требало цената да биде максимум 41,8 денари, што значи дека околу 7, 8 па и 9 денари директно намалување само од царинските давачки кои се укинуваат. Паралелно се прават и анализи за замрзнување на цените на шеќерот, јајцата и оризот, но дали тоа ќе се случи ќе биде одлучено следната недела. Министерот за економија повика на солидарност од сите стопанственици за кризата да не биде на гребот на граѓаните. Во случај ако не се приметува намалување од цените што биле на 1 март, па до наредната недела ќе следат и нови одлуки. Ова не е закана. Ова е одговорно однесување на влада во време на криза и затоа очекуваме целосна поддршка од страна на овие стопанственици. Инаку ова е второ замрзнување на цените на производите. Предходно владата ја замрзна цената на белиот и полубелиот леб по 450 грама на 33 денари и во земјава се направи невиден хаос, односно во маркетите немаше леб. Уште минатиот месец, поради тоа што дел од компаниите од прехранбената индустрија не ги намалија цените, им беше укината субвенционираната, односно повластена струја. Тоа предизвика незадоволство кај пекарите, кои неколку дена не дистрибутираа леб. Проблемот делумно се надмина откако владата донесе одлука со која ги обврза пекарниците и трговците да го произведуваат и продаваат лебот по замрзната цена.